Почитувани гледачи, добар ден! Добро дојдовте во премиерното издание на овој наш подкаст Демократски импулс. Тука ќе говориме за општествено-политички теми. Јас сум Трајче Китановски, вашиот водител, и денеска на моја особена чест и задоволство ќе ни биде гостин еден лик што доколку би правил една подолга најава, не би можел да запрам, верувајте. Човекот е меѓу другото и холивудски актер, политичар, председател на партија, режисер, сценарист. Мислам дека не заборавив ништо. Продуцент, така е, господин Јорго Огненовски. Господин Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добар ден и чувствувајте се како дома, се надевам дека сте добро. Благодарам за поканата, јас сум одличен и драго ми е што сум дел од вашиот подкаст Демократски импулс. Мило ми е. Кажете ми на самиот почеток, пред да почнеме со овој официјален дел, вие, ако не се лажам, сте единствениот македонец што му личен пријател на Ал Пачино. Да, јас не дека сум единствениот, може да има и други македонци, но добар пријател сум со Ал Пачино. Секој го знае Ал Пачино, тоа е светска холивудска звезда. Човекот е прекрасен, познавам и други звезди, се разбира, живе во Америка 30 и нешто години, живе во Лос Анџелес, има 2 компании за производство на филмови, каде се појавува во улога на продуцент, режија, сценарист и актер. Браво. И имам снимено повеќе долгометражни играни филмови, така да бев доста задоволен, но пред 7-8 години одлучив да се вратам во Македонија и да живеам тука, да работам, да творам и да си ја спасиме ова наша убава Македонија. Чувствувате веројатно дека можете многу да придонесете и да дадете на ова наше општество и да се променат некои политички гарнитури. Заради тоа и се вративте, ако не се лажам. Да, единствена цел зашто се вратив во Македонија е да формирам политичка партија. Како правен субјект можеш да се бориш против ова што ни се случува 33 години. Јас што го викам злото на Македонија, тоа се политичките структури. Јас морам слободно да кажам и потенцирам тоа за злосторнички банди. СДС, ДПМН, ДУИ и се имаме, се разбира, нова структура во Влен и знам кој што се дел од владата. Мораме да се бориме. Еден ден мора во Македонија да дојдат нормално, честни професионалци кои што ќе се занимаваат со политика и ќе ја спасат ова наша држава и граѓаните од ова тортура и уништување. Значи, сепак има надеж, ако можам да сублимирам и да ве разберам според ова што го говорите. Има некоја надеж во вас, дека може нештата да се променат на подобро? Има надеж, надежта последна умира, така има една поговорка, но тоа е точно. Никогаш не смееме да изгубиме надежта. И верувам длабоко дека ќе ја спасиме Македонија, го потребувам зборот спасиме, бидејќи на Македонија и треба спас од ова тортура што ја вршат политичките структури и нивните злосторнички криминални банди. Верувам длабоко дека демократи, како политички субјект, членовите на демократи и граѓаните во Македонија сакаат да имаме функционална и правна држава. Како гледате вие на овие изминати 100 дена владење на ВМРО со коалицијата? Кога велам коалицијата, тука има неколку, знаете, партии кои се заедно со ВМРО ДПМН во моментов. Дали исполнија некое политичко ветување, можеби, дали на крајот од денот Македонија е денеска подобра него од пред изборите? Јас пратев доста интензивно, бидејќи учествував за време пред избори и за време на избори преку нашата партија Демократи. И секоја партија, поготово партиите што владеа досега во Македонија, имаат прекрасни програми. Некој ги пишува овие програми, но за жал од тоа ништо скоро не исполнуваат.
Во конкретниот случај се потврди све што ветува, ништо немат исполнено то во првите 100 дена, а поминаа нормално повеќе од 100 дена. Само едно исполнија, тоа што не го ветуваа, тоа е си ги вработуваат своите полтрончина, лепачи на плакати, послушници, кои што трчаа и гласаа за да ги добијат тие убави работни места во разноразни институции во државата, за да земаат плата по 2-3 илјади евра, а народот да страда, се разбира, и нашата минимална плата денес да биде 22.500 и Имате информации дека се вработени партиски војници? Па видете, секојаш тоа тие го прават. Имаме сигурно информации, се случува, гледате, самите може да имате и вие прилика да видите директори се вработуваат заменици директори, измислуваат нови работни места, нови функции во разноразни установи, да не речем комисии и така натаму. Така да имаме ние и по име и презиме, но не би сакал се тука да дискутирам на таа тема. Жалосно е тоа што овие вработувања не се ни партиски, овие се криминални и политички вработувања, така ние ги викаме демократи. И мислам дека ова е најголемото зло што се случува во Македонија. Има повеќе од 150.000 вработени во јавната администрација, кои повеќето се партиски вработени, и истите овие се финансирани од народниот буџет, кои што го оштетуваат со стотици и стотици милиони евра секоја година, со една единствена цел, за овие злостронички партии да имаат своји гласачи и да им служат нив, а не на доброто на Македонија и на граѓаните. Што мислите, дали Македонија, како пример, треба да ја земе Америка? Таму, например, уште од првиот ден знаеме дека властите апсат гонат криминал и така натака. Кај нас е малку помлитаво во однос на тоа, малку е побавно. Што мислите, дали сме на прав пат или треба да земе пример од Америка? Ние никогаш не сме биле на прав пат, па и сега не сме на прав пат, се разбира. За време на кампањата сите овие партии кои што биле на власт, ветуваат, го лажат народот дека ќе, како што кажавте, ќе апсат, ќе му се одземи богатството, ќе донесат закони за потекло на имото, конфискација на имото на сите што краделе и така натаму. Тоа нормално не се случува, бидејќи повеќето од овие структури кои што и денес се на власт, нивните политичари, елитата, повеќето од нив се криминалци. И некои си имал грешно, се разбира, криминалци, велам, затоа што во минатото краделе, праеле, проневери и така натаму. И не смееме и не треба да веруваме дека тоа ќе се случи, дека стварно ќе затвараат политички, јас ги викам криминалци, и тоа е термин политички криминалци, политички криминал треба да се воведи во книгите, во правото, во уставот, дека не е само благо кажано корупција, бидејќи кај нас само се спомнува корупција, не треба да се верува. Ние верувам длабоко дека плачката, грабежот ја продолжи и владата начело со ДПН, Влен и Знам, не ги интересира да затворат никој, бидејќи скоро 4-5 месеци 6 се на власт, и што имаат направено? Ништо. А гледаме дека се вработуваат илјадници нови полтрончина нивни. Сега да се вратам за Америка, бидејќи живеев таму повеќе од 30 години. Во Америка како доаѓа пример председател и новата влада, одма почнува од истиот ден сите права што ги има председателот на Америка да промени закони. Тој седнува во истиот ден, првиот сат ги променува. Значи не чека 100 дена. Не чека 100 дена, првиот ден. Се подпишува 10-20, колку му дозволува уставот, закон. Значи одма почнуваат со работа. Тимовите се направени, бидејќи тие точно знаат кој ќе му биде во тимо. Кај нас се чека, гледате, месец и пол додека влада некоја се состави, а би требало тоа како ја земат власта да си знаат кој ќе му биде, бидејќи тие победуваат на избори и не треба колку време. Значи се знае пред додиме на избори кој би требало да биде министери во главни функции.
Овие не сакаат тоа да го направат, Америка го прави одма и затоа Америка е демократска и се разбира, затоа е светска велесила и не само економски во здравството и образование, и во многу и други области, а Македонија тоне затоа што ние имаме криминалци на власт, за жал, и ќе се продолжи вака се додека ние како гласачи народот не сватиме еден ден, а треба брзо, одма, итно тоа да го сватиме. Еве, доаѓа другата година локални избори, за овие политички структури повеќе не сме да се гласа, затоа што ова страдање и уништување на државата Македонија ќе продолжи. Апропо оваа ваша теза, следното прашање последователно ми доаѓа, тоа е дали сметате дека најголемите две политички партии се договараат или мислите дека немаат никаков контакт? Па види, мало дете тоа го знае дека тие се договараат, кога имаат заеднички интереси, се договараат во собрание, одма итно се носат закони. Сите гласаат, пример кога треба да се, еве ќе кажам пример со зголемување на платите, одма се договараат да се зголемат платите, или кога е во заеднички интерес се гласа нов закон во собрание. И се разбира, соработуваат, бидејќи и заедно си крадат, одделена група на политичари од двете партии, заедно соработуваат во бизнес на плачка на народот, така да нив не треба да им се верува повеќе, а тие се знае како велиш најголемите, јас ги викам, не се тие најголеми, тие се најголеми криминални политички структури, СДС, ДПМН. Самите така се нарекуваат најголеми, па... Ама забораваат да го стават зборо најголеми криминални политички структури во Македонија, за жал. И да, соработуваат и затоа ние пред се како граѓани, како народ, треба да сватиме, се додека гласаме за ова зло, што го спомнав, Македонија ќе тоне, а нашите животи, за жал, ќе се уништуваат и нашите деца ќе заминуваат во странство. А знаеме сите добро, Македонија без млади нема иднина. Така. Тоа е ваше мислење. Би сакал сега да поразговараме околу некои политичари, например, што мислите околу назначувањето на Радмила Шеќеринска, таа како вечен политичар, за заменик секретар на НАТО. Дали она, како вечен политичар, ќе повторам, има капацитет да одговори на оваа функција? Видете, НАТО е организација, мојтна воена организација и нивната одлука не би сакал да ја коментирам. Тие имаат право да изберат кого сакат. Но сакам да коментирам околу Радмила Шеќеринска, бидејќи таа повеќе години е на политичката сцена, дел од СДС. СДС, како и секој што кажуваме, е тешка криминална политичка структура. Од времето на Бранко 1991, 2, 3, 4 до ден денес ја уништуваат Македонија. Не само на приватизација неправилна и крадење, грабеж на фирмите и на богатството на Македонија од одредени поединци и креиравме олигархија, до испуштање на стотици илјади вработени, осиромашување на државата. Јас никогаш не би дал подршка на Радмила Шеќеринска да биде заменик секретар на НАТО. Мислам дека е неспособна, а не повеќе што ме вреѓа, што доаѓа од криминална политичка структура. За незе не би сакал повеќе да зборувам. Тоа е нешто што морам да кажам и ние, демократи, не го поддржуваме нормално. Не ја поддржуваме. И не верувам дека нешто ќе направи посебно за НАТО. Таа не е способна за да направи нешто, али нека се радуваат полтрончината од СДС дека еве од СДС ставиле заменик генерален секретар. Можеме секако дека да спомнеме и за Владо Бучковски. Владо Бучковски, например, сите знаеме дека на времето имаше за него афера околу тенковите. Еве до ден денешен не му фали вакно од главата. Никаков суд, буквално се тоа заташка. Имаме ли ние некое, мислам вие, дали вие имате некое решение околу се во ова, околу овој наш систем,
да нема криминал. Како вие би го решили овој проблем? Па видите, прво треба да се промени политичкиот систем, да се промени, значи, изборниот закон, бидејќи ние треба да размислуваме како овие политички криминалци доаѓаат на власт повторно и повторно. Ако не дојде ДПМН, доаѓа СДС и не знам кој. Значи, мора да промениме изборниот закон, мора да воведеме отворени листи, бидејќи отворени листи е нешто што дозволува ние граѓани гласачи да гласаме за квалитетни личности, за професионалци, луѓе со богато животно искуство, поточно со богата биографија, бидејќи никогаш не смееме да гласаме ни за партија, ни за личност, ако нема добра биографија. Од пример во последните 20-30 години. Бидејќи биографијата кажува све, нивните достигања, нивните квалитети или нивните мани, а и во таа биографија постои дека некој бил криминалец или не знам што, или е мрзлив, или не е креативен. Значи, мора тоа да се воведи покрај ова изборен законник, една изборна единица и да се контролира, тотално да се контролираат изборите, тоа може да се постигне ако на секое избирачко место се постават камери. И тука не можеш да ги крадеш никако гласовите. Значи, вие сте за една изборна единица? Сигурно со отворени листи и за други промени, како што реков, тотална контрола на избирачките места преку камери, каде што ќе се види точно ќе се отвора кутијата после 19 часот и ќе се брои пред камерата, секој ливче, камерата го гледа и знаете како е тоа, има технологија што не може да крадеш и ќе знаеме во секундата која политичка партија, кои сите што се пријавиле на избори, колку гласови има. Значи баба лаже, трап не лаже. Па сега, еве, ние сме пред камера и можеш ли да лажеш, се знае кога тешко е. Ќе мрднеш главата, кога, а поготово камерата, така да мислам дека тоа е спасо за Македонија, промена на криминалниот изборен закон и политичкиот систем кој што е трул и криминален во последни 33 години. Така. Моментално актуелно е загадувањето во Скопје. Вие како политичка партија, дали имате некакво решение околу ова загадување, дали може нешто повеќе да се направи и на крајот од денот дали оваа политичка гарнитура сметате дека прави доволно за чисто Скопје или чиста Македонија? Видимо како не може да се направи. Пред се Скопје е околу 500.000 жители. И Скопје вела дека е трет најзагаден град во светот, пети најзагаден град, а таму спомнуваат некои градови од Индија, Пакистан, кои што биле први, втори, ама тие градови имаат 20-30 милиони жители. Значи, мене ми е незамисливо една Битола, Тетово, Кавадарци, Прилеп да бидат толку загадени, Куманово. Бројките се фрапантни. Фрапантни, а во Битола живеат 50.000, Куманово, Тетово, поќе помалце. Значи, зборуваме за мали градови. Овие се села во споредба со овие гигантски градови. Јас живеев во Лос Анџелес поќе од 30 години. И како што кажав, значи, Лос Анџелес се смета најзагаден град во Америка, бидејќи е огромен град, милионски град, повеќе од 10 милиони и така натаму живеат во Лос Анџелес. Сакал неќе ќе биде загаден. Нормално, но загаденоста е во споредба, пазите, Битола и Скопје се позагадени градови од Лос Анџелес и да не речем од други милионски градови, како еве Мексико има преку 20 милиони, Кајро има преку 20 милиони. Па во нешто сме на врвот. Ние сме точно во врвот, инаку имаме, не имаме решение. Значи, светот работи денес на обновлива енергија. Ние треба да градиме централи за производство на електрична енергија. Значи, тоа се како преку сончева енергија, ветер, па и треба да се размислува за нуклеарна енергија, бидејќи денес нуклеарните реактори се побезбедни и помали.
Бидејќи ние не сме огромна земја, немаме стотици милиони жители, нас не ни треба премногу електрична енергија, ни треба колку ни треба, ако нешто произведеме, и да се размислува за можност, како што кажав, има во светот технологија, се работи на тоа, каде што не е проблем повеќе да има некои катастрофи како во Чернобил или во Јапонија и така натаму. Значи можеме единствено така и се разбира кога ќе имаме доволна електрична енергија, граѓаните и ќе биде ефтина, бидејќи ние ќе ја произведуваме, граѓаните нема потреба повеќе да се греат на јаглен, дрва и така натаму, да ги уништуваме шумите, тогаш ќе имаме клими како што има современи клими кои што се економични и нема да трошат многу електрична енергија, така да има начини, а ако ние не знаеме, имаме експерти во Македонија, тоа ќе викнеме фирми од странство, бидејќи денес има технологии каде што ѓубрето се користи, од ѓубрето се произведува електрична енергија, па тули, па не знам што друго. Значи ние можам слободно да кажам, можеме да го решиме проблемот, но тоа зошто до сега не се има случено, бидејќи парите што треба да се инвестираат во животната средина ги крадат нон-стоп. Мислите, немале идеи или немале знаење или не сакале доволно? Не дека немаат идеи, не знам и дали имаат идеи, туку се работи за група на политичари или партии кога ќе дојдат на власт, тие се навикнати во последните 30 години да размислуваат на тендери, па да украдам некој динар, па да се збогатам, да купам некој стан или повеќе стана, па детето да си го пуштам во странство да студира на факултети од 50-80.000 евра. Нив не ги интересира Македонија или животната средина да подобрат животот во Македонија и да биде подобар за сите граѓани. Гледате денес дека ние секојдневно дишиме отровен воздух. Повеќе од 3000 граѓани умираат од загадувањето, од отровниот воздух. Такви статистички податоци имаме, најверојатно таа бројка е многу поголема. И умираат збором, макај се луѓе уште илјадници што се разболуваат од загадувањето. Ние само имаме некој податок, умираат, тоа е трагедија. Во една земја како што сме ние мала, пак ќе речем, ние не сме градови од 5, 10, 20, 30 милиони, па ќе бидеме загадени. Значи, за жал на власт се 33 години криминални структури што не ги интересира ништо друго, освен пари, моќ и богатење и да живеат раскошен, расипнички живот. Податокот вели дека само во Скопје над 3000 луѓе умираат токму од загадениот воздух. Над 3000 луѓе, што е стварно фрапантен податок. Доколку ве сватив со вашето решение, имаме ситуација вин-вин, поевтина струја, воздухот веќе нема да биде загаден. Така да тоа е одлично. Што мислите, например, за предложениот буџет? Дали е инвестициски и реформски или спротивно? Буџетот на Македонија за 2025 година се предлага да биде 6 милиарди 500 милиони евра. Не е ни инвестициски, не е ни прогресивен, нема ни допринеси за развој на економијата, здравството, образованието, инфраструктурата, животната средина. Нема ни да го подобри животот на пензионерите, кои што ги лажат со 2500 изголемување. Тие пари веќе се потрошени, инфлацијата, цените одат нагоре и ниеден пензионер не може да живее со 15, 18, 20.000, но тоа звучи као еве ни изголемуваат 2500 сега, па после 6 месеци уште 2500. Нема да биде добро за никого, па ни за тие нивни вработени кои што се во јавните администрации и за жал повеќето земаат по 25-6.000 денари. Се фалат со зголемување на професорите, на учителите и така натаму, но тие зголемувања се минимални и никакви. Јас како демократ пред се и дипломиран економиста
Исто се занимавам со бизниси, работам кога имам време и кога можам на берзата, значи имам познавање од берзата и така натаму. Имам добро познавање, просто кажано, преку моето искуство живеејќи во Америка 30 години и имајќи ги своите компании. Околу ова прашање, што мислам, доколку вие бидете, например, премиер, како би го решиле ова со буџетов? Па видете, една работа треба да се знае. Буџетот, државниот буџет треба да биде буџет каде што повеќето пари ќе се трошат во капитални проекти. Кога зборувам капитални проекти, не е капитален проект да се плаќаат платите на вработените во јавната администрација. Капитални проекти демократи подолго време предлагаа е следното. Ние секоја година, наредни 10 години, треба да инвестираме по 2 милиарди евра во капитални проекти. Што значи тоа? Капитални проекти, градење на фирми, фабрики, производствени погони, градење на електрани и све друго што е потребно, инвестирање во земјоделството. Во земјоделството ние треба да имаме најмалце 5-6 мини фабрики за производство на храна, финални производи. Не смее во Македонија ништо да се фрла. Со 360 сончеви денови, да. Ние, замислете, зборуваат во Росоман, па праски, па не знам вамо млеко, па како може би не смее ни една праска да се фрли. Тоа треба да се преработи и се разбира кога ти го произведуваш и го доведуваш до финален производ, можеш да го продаваш на светскиот пазар. Ние сме мала држава, не можеме цел свет да ураниме, но да продаваш тоа што ќе остане, другото да продаваш тука и да ги намалиш цените. Ако го заокружиш производството, почнуваш, имаш компири, па правиш готова храна или месо и така натаму, произведуваш местни производи и ние како луѓе пред се, како луѓе знаеме точно што треба да направиме, но најголем проблем постои денес во Македонија, што за жал доаѓаат на власт луѓе неспособни тоа да го направат, бидејќи тие се фокусирани и имаат некоја желба само да украдат, да дојдат до лесни пари, да се збогатат, нивните фамилии најблиски да живеат тој раскошен расипнички живот, а за граѓаните, народот, земјоделците, пензионерите и другите луѓе не им е гајле. Бидејќи видите, кога ќе инвестирате секоја година наредни 10 години, тоа се 20 милиарди евра во капитални проекти, зборувам фабрики, производствени погони, електрани, бидејќи ние не можеме да одиме напред ако увезуваме астрономска цена за електричната енергија. Така. Значи, некој вели цената е, пример, се увезува во Франција за 50.000 евра киловат, а ние увезуваме, пример, за 150. И автоматски евра. Автоматски ние, што правиме? Ние ги богатиме, поточно тие се богата, трговците и политичарите, кои што земаат некакви провизии и живеат од тендери. Мислите ли, например, дека сите политичари кај нас се такви, или има некои што се работат својата работа, но со текот на времето стануваат како и сите, или па трето, може би има од сите нив и некои што се работи својата работа? Видите, од 100 политичари може да еден, двајца, тројца се поштени, но бидејќи за жал тие двајца, тројца, 5 души кои што се во тие криминални политички структури, како СДС, ДПМН и другите, тие нема друг избор него да прифатат и тие да бидат криминалци. Ако не, верувајте ми, нема да бидат на важни функции како пратеници, директори, министри, бидејќи овие криминални партии не ставаат баш поштени луѓе. И тие што се поштени ќе станат покварени и ќе се расипат, а што е уште поважно, јас секојаш му викам на тие кои што велат дека се поштени, јас ги прашувам зошто тогаш сте вие членови и прифативте да бидете на некоја функција во криминални политички структури. Таму нема честност. Честност единствено што преку што гледат се пари, мојки. Тоа го докаже 33 години, затоа јас ова го кажувам.
Има некој, ама тој некој фактички прави голема грешка која ќе се придружи на криминални структури. Важите за еден од најискрените политичари, можеби слободно да кажам, во Македонија. Дали ова ваше мислење, кога ќе го соопштите, заради тоа што знаеме дека имате доста од политичарите ваши лични пријатели, дали ви замеруваат, како гледаат на ова ваше мислење? Што ви одговараат на крајот од денот? Мора така да биде или? Тие знаат дека тоа е вистина што го зборувам, но велат, баш за жал, некој вика, бе, што се бориш за правда и за народа, вика. Дојди си, вика, во нашите партии, вика, ќе си фатиш добра функција, ќе си имаш убав живот. Јас имам убав живот, јас се занимавам со политика. Секојаш велам и некој ми замера, јас не сум политичар. Но се занимавам со политика затоа што сум принуден да направиме нешто добро за граѓаните. Заедно со граѓаните, со народот, бидејќи демократ и јас како председател, не можам да променам ништо без подршка на народот и на граѓаните. Бидејќи Македонија пропаѓа и ние како народ, како граѓани живееме мизерен живот. Повеќето. Тука 10, 15, 20% можам да кажам живеат подобар живот, тоа 1-2% дали е толку се супер богати, кои што го стекнале повеќето од нив, да не речем 100%, богатството со плячки, со лаги, и јас морам тоа да го кажувам и едно секој ќе кажувам, дека ние мораме да победиме за доброто на Македонија, за доброто на народот, мора да се бориме. И сите кои што го слушаат моето зборување, овој подкаст, да сватат дека работите нема да се променат ако ние заеднички не се бориме. Еве конкретниот случај, јас излегувам на протест, пример против загадувањето, на место да бидиме 100-200 илјади граѓани излезени пред собрание, се собравме 200-300 души. И што е трагично, на тоа луѓето ни се смеат, па не можете луѓе да соберите, или не знам, кој ќе имаме некој протест друг, ќе се собериме 50-30 души, и така натаму. За онкологија бевме 8 луѓе. 8 луѓе за таков горлив проблем. Тоа е трагедија. Јас сум бил на протесто 2-3 пати кој се одржуваше за онкологија, зборував и кажував, се разбира, за проблемите и тоа што ни се случуваше, тоа е полошо него Менгеле што го правеше, бидејќи ти да убиваш луѓе свесно за пари и да му даваш шеќерна водичка на место лекови, да ги делиш лековите, да ги лажиш луѓето, да му бараш пари за побрзо да се снима, да му постават диагноза лекарите, за побрзо да се лечат, тоа е злосторство. И тие се монструми, тие не се луѓе, и за нив треба да постојат доживотни казни, смртни казни. Значи, ние можеме тоа да го направиме демократи и се разбира ако ја добиеме довербата од граѓаните да менаџираме со државата, со други паметни луѓе ги има во Македонија, многу, но за жал многу од луѓето во Македонија не излегуваат на тие протести од проста причина што се плашат, мислејќи дека овие злосторнички здруженија што се на власт, злосторници ќе му направат нешто, ќе избркат од работа или не знам што, но тоа мисламе погрешно што размислуваат така и треба секој од нас да се бори за сите, за себе. Ако се бори само за себе, нема да имаш ни сила, ни можност нешто да промени. Сите заеднички, значи, да се бориме, да се избориме, да не ни се повтори тоа што ни се повторува во онкологија. И за жал да кажам дека денес во онкологија уште тие проблеми постојат, не е средено кој што треба, не му работат апаратите, луѓето не можат диагноза, немаат доволно, значи, лекари, медицински персонал, Ниту лекови за жал. И како ние ќе лечиме нашите болни кои што му е потребна помош. И затоа за жал многу луѓе умираат или нивната здравствена состојба се влошува секојдневно. Се влошува секојдневно. Спомнавме онкологија, мене лично можам да посведочам како пример за мојата мајка ми беше барано, значи тоа не иде конкретно
то не иде цифри, него познавам човек на пецкен, ако сакаш преку ред, преку ова, преку она, што може да ти помогне со подобар доктор, да ти закаже да ова, да она. Така да, корупцијата, како што спомнавте, на жалост е на сите нивоа. Јас си посведочив за мојот личен пример што ми се случило мене. Да оставим онкологија на страна, да не говориме веќе на таа тема. Што мислите вие околу унгарскиот кредит? Вие како партија, кој е вашето мислење за унгарскиот кредит, знаејќи дека 75% го користат градоначалниците, а градоначалниците се од ВМРО-ДПМНЕ? Видете, унгарскиот кредит, како и секој кредит, се зема кредит, се кажува на народот дека еве земаме 500 милиони, евра од Унгарија, 3,25% камата, супер, ќе биде ниска камата, ќе вратиме за 15 години и така натаму. И пола од тој кредит ода, пола 50%, значи оди за градоначалниците во Македонија и 50% оди наводно за одредени фирми кои што ќе бидат финансирани. Значи тоа се народни пари, зема владата кредит. Ние треба утре, други ден, еве уште ден денес се договараат со банките дали тие ќе покриваат каматите или ќе остани на граѓаните ние да ги покриеме. Тој кредит е промаршена приказна, затоа што прво, кога земате кредит, треба да земате кредит за да инвестирате во капитални проекти, како што кажав, да се градат фирми, фабрики, преку кои ќе се вработуваат граѓани и ќе се произведува нешто. Така и говорат моментално дека после овој кредит дека ќе се отвараат многу фабрики во државава. Ако ги држиме за збор, би требало тоа да е многу наскоро. Не знам дали Не, ако си слушнал негде, не знам каде што, не е тоа, нема да се случи, бидејќи тие велат 250 милиони ќе му се даде на општините, кои пари тие ќе може да ги користат и веќе се одлучени за кои проекти, за да може да градат тротоарчи на улици, по некоја градинка, нешто школа и така натаму. И тие проекти не се рентабилни. Тие се проекти одржување, ублизгување пари во општините за да ги поддржат, повеќето секако се нивни градоначалници, конкретно 75% на ДПМН да речеме, и да ги поддржат нивните градоначалници, неспособни градоначалници, да поддржат нивните неспособни советници, за да убризгаат пари во општините за утре да може да ги купат гласовите, бидејќи знаеме во 2025 година ноември ќе има избори на локално ниво за градоначалници и советници. И тие пари, пак ќе речем, кога се земаат на кредит, не треба да се обризгуваат, да се даваат на општините, туку треба тие пари да се трошат за производство, за градење на фирми и фабрики, што ќе се креираат нови вработувања. Значи, ние треба да произведуваме нешто, дали е тоа точаци, дали е дечка храна, што и да било. Ние не можеме се разбира да произведуваме авиони и коли и така натаму, не знам како светска некоја медицинска опрема или лекови, бидејќи немаме кај нас ни стручњаци, ни имаме доволно пари. Но овие пари требаше да се обризгаат ние како држава, заедно со приватниот можда капитал, да градиме фирми, фабрики, да градиме, пример, зборуваме за електроцентрали. Знаете дека во Македонија има политичари што веруваат и што јавно говорат дека може да се инвестира и во вселенски летала. Може во се да се, како и некој што зборува. И друга работа, сакам да кажам, другите 250 милиони ќе биле давани на одредени фирми, бизниси. Тоа се, верувајте ми, ќе бидат повеќето нивни миленичина, фирми кои што, еве, со текот на годините ги финансирале, спонзорирале овие политички партии, нивните блиски пријатели, нема да бидат давани на фирми кои што се нивни, да кажем, не се нивни миленичина и кои што тие фирми немаат никаква корис, а од друга страна, зошто народните пари, нашите пари,
да народот на граѓаните, бидејќи кредито треба да се враќа. И ние земаме кредит и државата ги финансира со некој си поволен кредит бизнисите. Бизнисите треба да земаат кредити од банките. А што вели нашата држава, наводно власта, вели, па се овака ќе дигнеме економијата. Нема да ја дигнеш економијата, тука постои голем ризик некој од овие фирми да пропаднат, да не ги вратат. Многу пати постојат фирми кои што се формираат брзо или постојат, земаат кредити, не ги враќаат, тоа се знае. Значи ние, пак ќе речем, ова е тотален промашај, требаше, ако веќе земаме кредит, ние да го користиме, дали ќе градиме државни фирми, каде што ќе вработуваме. Оти нас не треба вработување со високи плати, да се дигни стандард, а не да ги губиме младите, па и повозрастни стручни кадри да заминуваат во странство. Зошто? Од многу причини, конкретно зборувам за вработувањето, не може од овде вработување да најдат вработување кој што ќе минимална плата ќе му биде, например, 1000 евра и повеќе, а да не зборам за стручњаци кои што би требало да земат 2-3 евра. Како гледате, например, на нашето пријателство со Унгарија и тоа Унгарија да посредува помеѓу нас и Република Бугарија? Видете, секое пријателство е добро дојдено. Јас немам против Унгарија, немам против бугарската држава, поточно бугарскиот народ и така натаму, но имам против, зборувам се на конкретниот случај Бугарија, бидејќи со години, со децени не негира како народ пред се македонски, негира јазикот, негира историјата, македонската историја, негира културата и не нарекува вештачка творевина. Ние постоеме од 45-та, ние постоеме од памтивек, овај дел, да, како држава сме формирани тогаш, но Македонија како територија, знаеме сите, во 1913 година Сан Стефанскиот договор беше Македонија поделена од големите сили Русија, Енглеска и Франција на 3 дела. И после тоа, нормално, 45-та добивме своја држава, бидејќи ја заслужуваме, ние требаше тоа порано, али не успеавме. И благодарение на Тито и на тоа време комунистите, до возможие ние да имаме своја држава. Но најбитно што е Бугарија, поточно бугарските политичари, секојдневно не понижуваат и ни го блокираат патот во Европската унија. Јас како човек пред се и демократи сме проевропски ориентирани, ние сакаме да бидеме што побрзо во Европската унија. Мислиме тоа е единствениот пат и најдобар пат, некој предлага некои други патишта, други хоризонти и поточно кажам на некои други, да не ги испомнувам сега. Значи тоа за мене лично е, за демократи, па и за народот е многу подобро, бидејќи Европа е Европа. Ние сите кога одиме на печалба, одиме во Европа, одиме на Америка, одиме на Австралија. Никој не оди во тие други држави кои што одредена група на луѓе ги форсираат. И на краја на криштата, нас не ни треба диктатура, нас ни треба демократија, вистинска демократија. Значи, во овие западни држави постои во повеќето нив демократија и покрај тоа што одредена група на граѓани во Македонија не се сложуваат и тоа е нормално и јас немам ништо против некој да сака ние да одиме друго место и да се движиме, но едно само можам да кажам дека за нас лично Европската унија е единствениот пат, немаме друга алтернатива, географски припаѓаме на Европа, не можеме сега ние да одиме во Јужна Америка и со они в коалиција да правиме. Господин Јорго, но дали мислите, например, дека ние како Македонија сме направиле се за таа Европа, а дека не ни е дадено тоа што ни следува, или мислите дека не сме ги завршиле добро домашните задачи? Дали само Бугарија кочничар или и до нас е нешто? Види, има повеќе фактори, можам слободно да кажам, една од најголемите причини треба да ја гледаме во Македонија. Европа бара од нас да имаме правен систем, да нема криминал, да нема корупција,
кај нас постои во изобилство криминал и корупција и може свето да учи од нас, поточно овој политички криминал. Значи, ние 30 и нешто година само знаеме, зборувам политичарите, да плачкат. Јас го сакам тој збор повеќе него грабеж. Па народски е. Народски е така, да ја кажам вистината наместо да кажам корупција. Значи, зборуваат и другите држави дека треба да средите проблемот со криминалот и корупцијата. Значи, можам слободно да кажам еден пример, Соединетите американски држави на Македонија до сега му имаат даено, поточно спонзорирано 500 милиони долари за да има реформи во судството. Од тоа нема ништо. Кај се парите? Најверојатно повеќето се испокрадени. Пак од кој од тие лопови, дали се во судството, политичарите, јавното обвинителство, сегде кај да се свртиш имаме криминал. Ова ве запрашав токму заради тоа што има многумина наши политичари кои велат дека ние како Република Македонија направивме се, но ете не сакаат. И исто така велат дека, например, Бугарија е примена со многу помалку исполнени домашни задачи, него дека ние сме понапредни кога било времето за примање во Европа. Не се работи, ние се не треба да гледаме Бугарија им направила помаци, ние повеќе. Ние треба да гледаме да го решиме проблемот со реформите, борба против криминалот и корупцијата, една за секојаш да се уништи тој криминал, поготово и политички криминал, бидејќи тоа е најопасна форма на криминал. Го потикнува, поддржува, го спонзорира, како сака стопанскиот криминал, митото и корупцијата. Значи, еднаш треба со тоа да се заврши. И друга многу важна работа, покрај Бугарија што не стопира за да влеземе, може да се случи некоја друга држава и нормално крај нема на Бугарија на нивните барања, што ние треба да направиме од промена на учебници, од не знам што и не знам што. Току јас секојаш кажувам и пак ќе кажам во подкастот дека Европа исто има голем проблем. Затоа што Европа донесе закон за одредени работи да бидат изгласени, вклучувајќи го проширувањето во Европската Унија, поточно Европската Унија, да има консензус од 100%. Тоа се пример 27 држави, една држава ако не гласа не може да помине одреден закон. Така. Сега европските парламентарци, има од нив доста во последните 2-3 години се борат тој закон да го променат. И јас велам како демократ и порако патувам до Европската Унија да си го промени законот. Не се работи само за проширување на Европа и Македонија за да влезе, се работи дека те имаат огромни проблеми и пречки да донесат закони и дури за нивни потреби како што се економски, воени и така натаму стратешки интереси. Една држава ако каже не се носи овој закон не може да се донесе. Значи проблемот е исто во Европа. Значи, самите тие, една Германија огромна, со по 90 милиони народ, економска сила во свето, во првите 5-6 држави во свето, ги има истите, замисли, права и моќ, како примерен на Бугарија, кој што има 6, 7, 8 милиони народ и нивниот глас на Бугарија и гласот на Германија исто важат. Не е така во Соединетите американски држави, кога се гласа за председател или за други личности кои што се гласа, и пример конкретно случај денес, кога имаше избори помеѓу Камела и Трамп за председател, тука имаше се избира и да речеме и други функции, се гласаше. Калифорнија, бидејќи е повеќе од 40 милиони, најголема држава по број на жители, има 54 бодови. А некоја си Монтана има пример 2, бидејќи има само милион жители. Значи не може тежината на гласот да биде исто. Токму заради ова, сега сакаат, насетувам дека сакаат да смислат една Европа за сиромашни, па таму да не вметнат нас без никаков проблем. И каде што гласот нема да не биде исти, нормално со Германија и со Бугарија. Значи Европа за сиромашни. Дали сте вие за овој пакет да влеземе по секоја цена во некоја Европа таква, или сакате да ни важи гласот исто
и да имаме права сите исто како што ја знаеме Европа до ден денешен. Видите, јас сакам ние да влеземе во Европската Унија што побрзо, бидејќи економски ќе бидеме помојни и во сите други аспекти. Но не сакам да влеземе во Европа по секоја цена, се разбира, да не направат нас конкретен случај како што со Бугарија, бидејќи јас секогаш велам Бугарија, државата Бугарија, политичарите се непријатели број 1 на Македонија. На жалост. Тие не ни се нас пријатели број 1. Број 2, бидејќи Бугарија сака да не спречи да влеземе во Европа или да се сложиме на сите нивни барања и да не понижи до тој степен да не се осеќаш повеќе како македонец, тогаш не би се сложил да бидеме ние да влеземе во Европа сега, туку јас предлагам да почекаме да си го промени закон о Европа, а ќе си го промени да нема повеќе консензус, да има 2/3 да се гласа и автоматски тоаш ние ќе влеземе во Европа и се разбира, не знам каде си го слушнал тоа, јас го немам слушнато, дека еве во Европа за сиромашни земји, тоа мислам не држи вода и затоа не би сакал ни да дискутирам. Европа може да биде една и така тие почне, затоа го кажав на почетокот дека Бугарија има истата моќ со Германија, Франција. А не мислам некој да биде понижен, но не мора да биде нешто слично како во САД, каде што ако има Калифорнија 40 нешто милиони жители гласаат за председател и Монтана со не знам колку точно жители има, со многу помоци да ги има истите гласови. Бидејќи Соединетите Американски држави имаат 50 држави. И не може на секој гласо да биде. Зборуваме за глас, не зборуваме за правда, инаку сите се рамноправни. Но кога се гласа, затоа викам најдобро Европската Унија да си донесе закон како што се борат европски некои пратеници, да нема повеќе консензус, да биде како и кај на што е. Кај на да сакаш да промениш пример уставот, треба да имаш 2/3, а не 100%. Кој ќе се сложи така? И во американските, Америка, јас популарно викам, таму 60 сенатори ако се сложат, поминува се. 51 поминуваат одредени закони. Да. Мислите дека е возможно Европа да се реформира на тој начин што поскоро вака, според вас, колку време вие и давате на Европа за да се реформира? Што мислите околу се ова? Па доста европски пратеници, јас го пратам Европскиот парламент и зборуваат за ова да се промени овој закон. Нормално има отпор од одредени, поготово е помали држави, кои што како Бугарија и нив не им одговара. Тие сакаат да имаат истата моќ како што е поголемите држави. Но видите, за да имаш иста моќ, тоа треба исто да допринесуваш. И не само по бројка на народ, да допринесуваш економски, да допринесуваш научно, да допринесуваш, значи не можеш истите права да ги имаш во една фирма, пример, сега ќе земеме директор зема плата од 2000 евра, Правата, да, а обврските не. А некој што е, пример, обичен работник, да кажеме на одржување да зема исто кој директор и сите кој директор да зема. Значи треба да се вреднува нештото према колку вложуваш, квалитет, стручност, искуство и така натаму како што се вреднува во светот. Дали имаме шанса, најпластично, во наредните 10 години, според вас, таа Европа да се реформира и ние да влеземе во Европа? Да. Верувам дека Европа ќе се реформира. Јас можда не ти одговорив директно на прашањето. И пратениците се борат, ќе се реформира. Тоа повеќе нема да го имаме како пречка. Бугарија не сака, не знам која држава. Тоа што треба 7, 6, 8 држави да не сакат, а нема толку држави што не сакат. И најдобро е за нас да ги прекинеме преговорите со Бугарија, да ја распуштиме историската комисија. Тоа е најдобро, да му покажем на Бугарија на светот дека ние сме во право, светот ќе слушне за тоа, нормално поголемите држави и Европа, тие сакат преговорите да течат.
Тоа е политика, да теча, вие да се договарате, слушајте Да го, се случува. што зборува премиер, овој па и претходниот. Да, мора да преговараме, па формира нова историска комисија, брука невидена. Мицко е чудо премиер, не знае кај тера. А пред ова доби гласови, стотици илјади гласови на приказната, нема да спомни името Северна Македонија, тој секој ќе додека е во член на ВМРО, ќе зборува дека во Македонија и така натаму, што е, мислам, трагедија невидена, лага, измама на овој народ и затоа, за жал, не можам да ги поддржувам луѓе кои што лажат, не можам да поддржувам влади и политичари кои што ја уништуваат нашата држава. Мислите дека не би требало да се промени историската комисија? Не, јас мислам дека треба да се распушти историската комисија, тоа го мислат демократи и повеќе од народот. На кој? Зар треба да имаме историска комисија да докажуваме дека сме македонци, да докажуваме дека имаме македонска историја, да докажуваме дека македонскиот јазик е македонски јазик? Зар тоа треба да докажуваме? Јас сум македонец, роден ко македонец. Ако бев роден албанец, турчин, монголец, ќе кажев дека сум монголец или албанец. Значи, секој од нас треба да е поносен на тоа што е. Ние не можеме и затоа и јас сум демократ, од причина зборувам за вистинска демократија, не за ова лаги, измами, кои што секојдневно се користат структурите на владечката политичка партија или предходните. Значи, ние мора да распуштиме историската комисија, да не се страмиме, да се докажуваме со бугарите, со бугарската комисија, со бугарските политичари, дека ние сме македонци. Па ние сме македонци од памти век, со стотици илјадници години и сега одеднаш, да, ние сме и ова е наше, што ќе речи господино великано Блаже Коневски за македонскиот јазик. Дајте луѓе да се освестиме, да му кажеме на светот, сакаме во Европа, тие што сакат, тие што не сакат, слободно нека се изјаснат, немам против, мора да има некој негде да влечи, но ние што сакаме да влеземе во Европа, нема потреба да има историска комисија да се докажуваме и да не понижуваат ко македонци и македонската држава да ја понижуваат бугарските политичари, бугарската држава и немаме потреба на никого да молиме. Ние имаме потреба да бидеме дел од Европската Унија. И тоа ќе биде подобро за сите нас, географски сме во Европа. Така. И никој не треба да се занесва, а пак ќе кажам, сепак бидејќи сум јас демократ, оставам луѓето да си имаат свое мислење, да се борат и за жал тие што грешат многу се најзвучни на пример на социјалните мрежи како Facebook, најпоќе знаат да бреѓат, не сакаат никој да каже друго мислење освен нивното. А јас како демократ викам дека секој има право на свое мислење и ќе го поштувам и ќе обранам нивното мислење, но не значи дека се сложувам. И затоа јас ја сакам Македонија, затоа сакам да ни се случи едно. Македонија да просперира, да се врати на колосек и за наредни 10-15 години да биде во првите 10 држави во светот по развиеност во сите области. И да луѓето кажат браво, како што се зборува за Сингапур и не знам за која друга држава, кој што во последните 20-30 години направија не само економски бум, направија секаков бум. Разговаравме малку за Европа и за Бугарија, начнавме некои прашања што верувам дека нашите гледачи ги интересираше, ги слушна вашите ставови. Сега би сакал малку да се навратам кон дома, кон Македонија, поточно Скопје. Што мислите за хаосот што се случува во моментов во град Скопје? Само како еден куриозитет, во текот на вчерашниот ден 25 автобуси кружија низ градот Скопје, што милионски град беше. Така да, кој е вашето мислење околу прљаштијата и околу автобусите, автобускиот превоз? Јавниот превоз во Скопје, па и во другите градови, за конкретниот случај во Скопје е катастрофа. Подолго години овој проблем се провлекува. Не е проблемот сега настанат во последните 2-3 години, овој проблем се провлекува со децени.
Но сигурно би се сложиле дека сега ескалира. Сигурно. Сега е веќе ова дојде до ниво кај што се распаѓа. Значи, јас пред себе рекол дека владата, сегашната влада, која што е повеќе месеци на власт, таа го знаеше дека постои проблем и го користеше за време на кампањата да добие гласови дека ќе го среди овој проблем. Но досега нема ништо преземено и за жал со градоначелничката Данела, кој што стана градоначелничка со поддршка на ДПМН, денес работи против градоначелничката веќе 3 години, не се сложува да се купат автобуси, да не зборувам му борџат на некоја фирма за гориво, тоа е брука невидена, држава да му борџи или град, и денес тие се борат крваво што побрзо да ја турнат од власт Данела, за да си стават свој полтрон послушник, свој градоначелник во Скопје. Бидејќи ние ваѓаме на Facebook видеа, пишуваме за ова ситуација, Така. зборуваме за неправдата, не сакам никого да бранам. Вие како премиер, што би сториле, како би го решиле овој горлив повеќе деценички проблем? Па види, за да го решиш овој проблем, прво треба да имаш пари. За да имаш пари во оваа држава, треба да развиеш економијата. Значи, треба ние да креираме пари, не само да земаме кредити. Но најважно да се реши проблемот во Скопје, конкретниот случај, е како што понуде градоначелничката за време на изборите дека 250 минимум еколошки автобуси ќе бидат набавени. И тоа е, ти мораш да ги набавиш тие автобуси, ако не се 250, можда 300, можда 400. Веќе ако земаш кредит, ако немаш пари, ќе земиш кредит да ги набавиш тие автобуси. Од друга страна, не можеш ти да не го плаќаш, ќе си најдиш пари горивото и да му борџиш на компаниите, како вчера што кажа, нема повеќе да ви даваме, и да имаш, да не му исплаќаш редовно плате на вработените во јавното предпријатие. Мислите дека државата нема пари за да плати гориво? Има, кажав, ова е борба помеѓу ДПН и градоначелничката. Тие се прават да ја прикажат дека таа е виновна и со тоа што да се сигурно да направат притисок и да си даде отставка, да ја променат и едноставно да си постават свој човек. Тоа е цела причина. Но, да не навлегувам се во тоа, многу е важно, ако ние менеджираме држава, тоа нема да се случи. Затоа што ние имаме огромни проблеми во оваа држава. Прво имаме пренатрупана администрација. Пари има за администрацијата, а нема пари, па сепак се овие јавни фирми, така? Да. Возачите, механичарите, луѓето што работат во јавното сообраќајно предпријатие на Скопје. Ти не можеш Скопјани или кој да било граѓани да ја оставиш на улица. Имаш стари луѓе, имаш луѓе кои што немаат пари, кои што немаат коли, кои што се болни. Замислете, деца не оделе во школа или доцнеле токму заради јавниот превоз и запишувани си имаат неоправдани. Не може кој да им ги оправда тие неоправдани. За мене е неразбирливо, несватливо да оставиш еден град, а Скопје е главен град на Македонија, без јавен превоз. Ова е геноцид што се врши врз граѓаните во Скопје од страна на владата. Затоа што владата има моќ, може да донесе преку ноќ мерки и да го реши проблемот. И да се исплата парите за горивото, и колку пати имаше протести, не се исплаќаат редовно парите и за приватните, се разбира, превозници, и нема пари, во загуба е јавното предпријатие, сообраќајно предпријатие. Катастрофа е ова. Во моментов се наговестува, се шепка дека можно е владата да одземе ингеренции на градоначелничката. Дали вие според вас мислите дека тоа е едно од решенијата за да се подобрат нештата? Не можеш прво да одземиш и да можеш, тоа не е начин, затоа што
повеќето градоначалници, повеќето, да не речем сите, од ДПМН, кои што сега градоначалници во Македонија се катастрофа. Ништо нема добро направено за своите општини кај што сте градоначалници. Ако така одземаш, тоа не може, одземаш ингеренции, ајде, не. Си има закони. Ако видите дека некој градоначалник е неспособен да го води градот, тие како власт треба да соработуваат и да му помогнат. Но се разбира, не може владата да донесе одлука, нема овој градоначалник да биде, нема, бидејќи тој е избран од граѓаните на таа општина. Така е законот. Да има диктатура, да имаме некој диктатор како во некој земји ќе го смени одма. Поентата, па кажав, не е проблемот до градоначалничката Данела на Скопје. Проблемот е затоа што мнозинството во Советот се од ДПМН. И колку пати слушам градоначалничката кажува 20 пати има поднесено бајарење до Советот да се купат овие автобуси, да се одобрат средства и така натаму, и кај што треба пари да се префрлат. Советот, кој што е мнозинство од ДПМН, не го прави намерно, пак ќе речем, за да ја прикажи градоначалничката дека е неспособна и дека таа е причината за овој хаос. Има заедничка средба со градоначалничката Мицковски, премиерот. Со нејзе, дали ја поздравувате оваа средба? Дали мислите дека од такви идни средби може да се пронајде решението, клучот на оваа катастрофа што му се случува во моментов на Скопје? Јас не мислам дека од средби ќе се реши проблемот, туку треба владата да донеси одлука. Има резерви во гориво, во нафта, бензин, не е битно. Ако треба да одма итно да ги обезбеди овие што се автобуси да се обраќаат, а во меѓувреме да седни да го решат проблемот, се разбира, и со градоначалникот, и со Совето, и да донесат одлука да се купат овие автобуси, да се обезбедат финанси, да може јавното сообраќајно предпријатие на Скопје да работи и луѓето да не страдаат. Значи, тоа е моје мислење и така само може да биде, но за жал, бидејќи работите, тие ја поставија да биде градоначалничка, но сега се закараја и веќе 3 години не сакаат да се видат и ова ќе си трае се додека не имаме наредни избори во ноември со надеж дека криминалната ДПМН ќе има свој градоначалник на Скопје и ќе продолжат да го плачкаат градот и уништуваат. Дали покачувањата во образованието и во здравството според вас се реални или мислите дека сето тоа е шминка и не се доволни? Не може да бидат реални во образованието да му покачиш 5%. Прво му покачи, не знам колку нула, колку проценти, па нормално, еве ние ко демократи пишувавме, зборувавме, снимавме видеа и други луѓе се бунеа за тоа е мизерија. Па сега му покачија во образованието 5%. 5%, што се 5%? Ја ќе ви кажам 5%. На еден учител, ако му е платата 35-40 денари, тоа е негде околу 2000 денари. 2000 денари му покачуваш плата и го лажиш дека не се секирајте, ние и другата година и под другата ќе гледаме, тоа е мизерија. Значи, не може плата на учител, а да не зборувам и за професори и така натаму, во државните факултети, кои се доктори на науки и професори, платата да биде пониска за учител во основно училиште помало од 1000 евра. Помало од 1000 евра и повеќе. И во зависност од искуството. Според вас тоа е столбот што треба децата тие не ги образуваат и мора плата да имат како што треба. Па видете, минимална плата, секојаш се зборува за минимална плата, минимална сатнина, минимална што е и да е, ние немаме сатнина овде. Затоа што треба да ги заштитиш сиромасите или конкретниот случај во образованието, учителите и вработените таму, не може учител кој што ти го учи детето да има помалку од 1000 евра плата, а ваму зема 30, 25, не знам кога почнуваат, со колку почнуваат, точно 25-6 до 30, и
со искуство, зборувам со искуство по 20 години учители да земаат 38-40 денари. А кога знаеме каква се извинувам, Се случува. каква скапотија постои во Македонија и дека со тие пари никој не може да живее, но што е поважно, ти не го цениш трудот на учителите, професорите, а очекуваш да ти ги учат децата, што и јас очекувам и да земаат и 20.000, но тоа не е фер. И втора работа да зборнам, малце сакам за здравството. Да. Се извинувам. Да, слободно. Здравството, тоа е една невидена лага измама. Премиерот Мицко излегува и вели наредните 4 години 40 до 50% ќе изголемиме платите на здравствените работници. Синдикато, независниот, кој што најверојатно е полтрон на владеачката партија или која и да е владеачка партија, вели супер, ова е за пофалба, да пофалиме владата, да пофалиме премиерот Мицко и така натаму. Ова е невидена мизерија. Замислете за наредни 4 години 40 до 50%, тоа е негде околу 10% ќе се зголеми платата. И вие како специјалист или лекар или медицинска сестра или работам во овие установи како лаборант, земате пример 60.000. Кажувам 60, не земаат медицинските сестри. Медицинските сестри земаат 30-40 може. Зависи. Ке ви покачат 10%. Ајде да речеме 40.000 денари. 10% е 4.000 денари. За цела година, ако ви ја покача, сега тие велат ја покача за наредни 4 години, затоа викаме измама, тоа е мизерија. Ние секојаш ко демократи, јас лично се борам, минимална плата на медицинска сестра да биде преку 1.000 евро. Има тие тешка работа на почетно. А да не зборувам со искуство. Ви имате едно решение, ако ве разбрав, многу интересно, тоа е дека според професијата треба да постои минимална плата, а не на ниво на цела држава, него во здравството минимална плата толку. Во МВР, например, толку, ако ве разбрав. Сигурно. Видете, бидејќи ако направите минимална плата, тоа се прави да заштити сиромасите вработените, велиш да биде 30.000 денари. Така? Да. Тоа е генерално минимална плата, што е во ред. Но треба да имаме исто и према гранките. Значи, ако јас сум врвен хирург и имам огромно искуство со 30 години работен стаж, мојата плата, пример, ќе биде, зборувам 3.000, 5.000, 6.000 евра. Но минимална плата во здравството треба да има посебно, ќе биде толку према тежината на работата. И сега зборуваме тука, пази, имате луѓе што се хигиеничари. Има луѓе готвачи во болниците и здравствените установи. Има не знам што шофери. Значи ти ги заштитиш она на најниско ниво. Така. А за медицинските сестри или лаборанти или за лекари, и сега лекари, тука имаш лекари, уште лекари, имаш специјалисти, имаш примариси, има нормално. Значи, нив мораш ти точно да знаеш кој колку минимална ќе зема, после плюс, ако дежураат, ако има тежина во работата, ќе зема плюс на тоа. Значи, не можеш ти лекар да вработиш за 40.000 денари или 50. Сакате да кажете дека нема да биде доволно продуктивен и дека нормално ќе посегне, мислам нормално, не нормално, него ќе посегне по мито. Види, не дека само ќе посегне по мито и можда нема, ако е некој чесен, се разбира, повеќето лекари, ајде да речем, се чесни. И има стварно лекари што се чесни. Многу е важно да го вреднуваш трудот, затоа што ако ти не го плаќаш доволно, а тој е лекар, тој ќе замине во странство. Како што и ни се случува. Се извинувам. Или ќе си отвори приватна ординација. А ние во Македонија, ако све стани приватно, имаме доста луѓе што се сиромашни.
како ти очекуваш да функционира здравството? Не можеме сите во приватните болници и здравствени установи да се лечиме. Така е. Ние мораме државното здравство, зборувам се ова за државното здравство. А во приватните ординации, болници и така натаму, газдите на тие болници, дали е тоа компанија што е на берзата или е приватна, ќе си одлучат колку пари ќе му дават на лекарите, но пак во државата имаш закон дека минимална плата на медицинска сестра толку ќе биде, на лекар толку и така за да ги заштитиш. Спомнавте приватните. Дали се согласувате, дали што мислите вие околу тоа државата да донесе закон за некаква си регулатива околу приватните клиники, за нивните услуги да не бидат пример над таа и таа сума. Не може на пример секој да одлучува заради тоа што знаеме колку се скапи при приватните клиники и мислам дека би требало тоа на некој начин да се коригира. Не може од ракав цените да се стават. Ако е тоа, се разбира, добро е да се регулира, бидејќи ако треба примерна операција за срце да кошта 200-300 евра, а знаеш ти дека како држава тоа не кошта толку, дека тоа е стварно на некој начин ограбување на пациентот, бидејќи кој ќе дојди за да се спаси човек од својот живот, да го спаси, тогаш све би дал ако има, тогаш треба да има и на тоа ограничување. Значи, до одредна сума што е реална, оти тие приватни ординации работат за пари, за профит. Нормално, и коштат и не можеш да ги ограничиш тотално, но можеш да направиш една регулатива каде што ќе се ограничат одредени цени, бидејќи со тоа да му се дозволи на луѓе кои што може да се дозволат, а исто е добро како што нешто има со државата да направи договор и пациенти кои што не можат да се лечат во државните здравствени установи, да се лечат во приватните, а исто многу е важно, само да спомнам дека сите пациенти кои што не можат, немаме методи или не знаеме како да ги лечиме во Македонија, а има лек, може да бидат лекувани во други држави, фондот за здравство, поточно државата да ги финансира овие луѓе кои што можат да бидат, имат шанса да бидат излечени од државата. Зошто секогаш тоа државата го прави пред самиот пациент да почине? Дали е толку тешко да се... Обично државата не прифаќа, борбата е многу тешка, по медиуми и така натака, и на крај кога ќе прифати, тоа е обично секогаш пациентот пред да почине. Затоа што ние немаме држава кој што треба. Оти лекарите точно знаат кога пациенто треба да се пушти на време да се лекува. Оти ако пример имаме канцер кој што е 5-6 степен и не можеш да го лечиш, кај да го пуштиш тој човек ќе почине. Ние, нашите лекари, треба да кажат на време дека време овој пациент да се пушти во странство на сметка да се финансира од државата од здравствениот фонд, бидејќи ако го држиме уште тука ќе почине и нема лек. А тоа, бидејќи државата нема такви закони донесено, а треба да ги донесеш повеќе закони, кои што ќе ги принудат на некој начин и лекарите да внимаваат, да пазат и на време да даваат препорака за овој пациент мора да се пушти во странство за да биде лекуван, и тоа се прави значи со паметни луѓе, честни луѓе, хумани луѓе, како што се луѓето во демократи и воопшто како што имаме во Македонија, и лекари, и медицински сестри, и медицински персонал кои што стварно се борат да спасат човечки животи, но за жал имаме и луѓе кои што се занимаваат со мито, корупција во здравството и во сите сфери на живење. Господин Јорго, сосема за крај, како едно посебно прашање, го чував, а тоа е, ме интересира и мене лично и нашите гледачи, а тоа е што мислите според вас, кој е најголемото зло на македонската политичка сцена сиве овие 33 години? Дали постои нешто такво? За жал,
многу пати слушаме помеѓу народот, неинформираните или политичките структури, политичари, дека некој однадвор ни е крив за ова цела ситуација. Дека некој не принудува или ги принудува политичарите, така да ја уништува државата, да ја плачкаат и да не работат за добро на Македонија и народот. Но јас велам, најголемо зло во Македонија се политичките структури кои што владееа во Македонија 33 години. И ја плачкаја, уништуваја, разнебитуваја. Тоа имаме докази. Од повеќе од овие политички структури, јас ги викам злосторнички издруженија, колку сакаш има осудено, по затвори лежат, колку сакаш не се осудени, ама има многу кои што се занимаваат со една работа. Плачкање, тендери, да се обогатат, да живеат раскошен расипнички живот. И за крај не сакам да му спомнам името на овие политички структури, самено ќе ги наречем, дека демократи формираат фронт за спас на Македонија, ги каниме сите граѓани на Македонија да се спротивставиме против ова зло што досега не уништуваше 33 години и да си ја спасиме нашата држава, да креираме правна и функционална држава. Господ да ја благослови Македонија и македонскиот народ и сите народи и народности во Македонија. Многу ви благодарам на вашето гостување. Имавте прекрасни и интересни ставови, досега неслушнати ставови за нашата јавност. Убеден сум дека успеавме да го задржиме вниманието на нашите ценети гледачи и се надевам и верувам дека повторно ќе се видиме во нека наредна прилика токму во ова студио. Благодарам, секогаш сум расположен да зборуваме за доброто на Македонија и народот. А вас, драги гледачи, гледате ни другата емисија, другиот подкаст, доколку ви се допаднавме, нормално стиснете лайк, сабскрајб и споделете го ова видео.